На половина од мандатот премиерот најавува промени во владиниот тим. Зошто токму сега? Што не функционирало до сега? Што ќе се промени по реконструкцијата? Во интервју за Директно ќе разговараме и за економијата, правосудството, европските интеграции. Теми што остануваат најголем предизвик за државата. Вечерва Директно со премиерот Христијан Мицкоски. Добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден и благодарам на поканата. Премиере, за околу час и половина ве очекува извршен одвор во партијата, каде што ќе ги дефинирате конечно имињата на оние што остануваат и оние што заминуваат од владиниот кабинет. Половина мандат помина, најавувате нова енергија. Дали реконструкцијата е признавање дека дел од политиките не испорача резултати и дел од луѓето не испорача резултати? Па, јас би рекол малку повеќе од половина мандат, бидејќи нешто повеќе од 2 години се позади нас, а доколку гледаме до крајот на мандатот на оваа влада и до моментот кога би се избрал технички премиер, имаме уште година и половина. Прилика технички премиер би се избрал крајот на 2027 или почетокот на 2028. Зависи од тоа кога би бил датумот на следните избори, под предпоставка дека ќе бидат во терминот за редовни. Јас веќе го коментирав принципот на оваа реконструкција. Не секогаш треба да менуваме затоа што имаме помала испорака од очекуваната, но исто така секогаш можеме да бидеме подобри од тоа што сме, тука немам никаква дилема. Понекогаш имаме и промена на приоритетите во рамките на самата коалициона влада. И мислам дека оваа реконструкција е комбинација од сите овие столбови за кои што зборувам. Вие кажавте дека седницата на извршниот комитет на партијата ќе започне во 19 часот. Пред членовите на извршниот комитет ќе го образложам предлогот со кој што би излегол во парламент, бидејќи таква е процедурата и би рекол праксата во минатото како мандатар да најпрвен се добие поддршка од страна на извршниот комитет на партијата за предлогот, а потоа и да излеземе во парламент пред пратениците истиот да го браниме. Така што прилика тоа е она кое што ќе следи. Дали би можеле повеќе да речеме дека оваа реконструкција е корекција на дел од владините политики или нова распределба на моќта во коалицијата? Не ја гледам јас политиката како моќ. Политиката ја гледам како чест да направите нешто за своите граѓани, за својата држава. Така што јас би се задржал на она кое што е за мене поимање на политиката. Тоа е честа да се добие од граѓаните, да се води владата е за мене нешто кое што е безценето. И ќе се трудам секогаш како мандатар да бидам и председател на владата да бидам секој ден подобар од претходниот. Во самиот вовет реков дека е комбинација оваа реконструкција од одредени можеби слабости кои што се констатирани во изминатите нешто повеќе од 2 години, но исто така и редефинирање на одредени приоритети кои што владините коалициони партнери ги имат. Каде ги гледате најголемите слабости во досегашното ваше функционирање? Наспроти ете успесите кои што секојдневно ги слушаме од вас, што е она што го сметате како неуспех на одредени министри или одредени политики? Па не би сакал сега да зборувам за такви детали. Јас во принцип разговарам лично со моите соработници, онаму каде што мислам дека може да бидат подобри. Се разбира, во таквите разговори ги слушам и аргументите на моите соработници. Не можете секогаш да априори градите позиција за одредени работи, бидејќи, знаете, вие имате доволен број на информации. Логично е да како председател на владата може би имам и најголем број на информации, но некогаш оние луѓе кои што имаат чест да водат одредени институции, без разлика дали се тоа министерства или одредени предпријатија или некои други ресори, имаат исто така специфични информации кои што го навигираат нивниот начин на работа. Важно е дека разговараме отворено, заеднички
констатираме онаму каде што можеме да бидеме подобри. И во рамките на таа една внатрешна дебата се случи оваа внатрешна реконструкција, односно формално доправа ќе се случи откако се разбира новиот состав на владиниот кабинет ќе биде доставен до парламентарците. По кои критериуми меревте кое министерство треба да добие промена во главниот ресор, односно на местото министер, а по кои критериуми сметавте дека тој некој треба да остане? Па ви кажав сега, пред се станува збор за приоритети кои што ги редефинираме во рамките на функционирањето на владата. Ние како политичка партија и останатите коалициони партнери, онаму каде што цениме дека можеби можеме повеќе да допринесеме. Се разбира дека она кое што представуваше наш приоритет при рамките на оваа реконструкција, ние генерално заедно со нашите коалициони партнери го затворивме како тема и еве очекувам да во овие година и половина, доколку бидат изборите, се разбира во редовниот термин, да испорачаме уште повеќе и уште побрзо. Јас сум апсолутно свесен дека очекувањата се некогаш поголеми од можностите и тоа не треба да ни биде товар, нити притисок, туку напротив, тоа треба да ни биде инспирација да работиме повеќе и да испорачуваме за граѓаните. За мене тоа представува инспирација. Мојот живот е фокусиран на оваа работа која што денеска ја работам, да испорачам проект повеќе и би сакал тој менталитет да го пренесам на моите соработници. Мислам дека до сега успевам тоа да го пренесам, бидејќи лидерството подразбира не да бидете воден, туку да водите. И јас се обидувам така да се однесувам целиот изминат период и во периодот кога бевме опозиција, но и сега како председател на владата, понекогаш сте успешни, понекогаш сте помалку успешни, понекогаш сте и неуспешни, таков е животот, но важно е да пронајдете инспирација и кога веќе ќе имате оваа чест која ви е доверена од страна на граѓаните, да дадете се од себе, да го ставите срцето на теренот и да испорачате проект повеќе. Што ќе елаборирате пред сопартиците ВМРО ДПМН, кои нови министерства ги добива, а кои ги задржува или кои ги дава на останатите коалициони партнери? Да, пред се концептот на функционирање би сакал да го објаснам пред членовите на извршниот комитет. ВМРО ДПМН во оваа реконструкција ќе добие два ресори. Тоа е кој што досега беа кај коалиционите партнери, тоа ќе бидат ресорот здравство и ресорот социјална политика, демографија и млади. Коалициониот партнер Вреди ќе ги добие ресорите култура, понатаму за практично за ранковниот договор министерството кој што беше политички. Па не е политички сега. Да, поинаку се вика, добро. Поинаку се викаше и го добива ресорот правда. Министерството за земјоделие ќе оди во рацете на коалициониот партнер Знам. Тие ќе добијат уште еден дополнителен заменик министер, откако ќе дојдат заменик министрите на дневен ред, а тоа ќе биде таму некаде на есен од септември па натаму, бидејќи сега и нема време кога тоа да се случи. Предпоставувам, се прашувате зошто го нема подпредседателот на влада кој што ќе биде задолжен за добро владење, кој што ресор би требало по природата на нешто да го предложи ВМРО ДПМН. Ценам дека како концепт е добар и како концепт можеби би бил најпродуктивен доколку биде дел од мојот кабинет, бидејќи во мојот кабинет имаме секретар кој што е задолжен за следење на реализирање на програмата на владата. Имаме секретар кој што ги следи реализирањето на владените политики, па од тука ценам дека тој секретар би бил соодветен да биде одговорен и за добро владење. И мислам дека еден член на владата помалку во овој случај на ниво на подпредседател би било нешто кое што можеме да го представиме пред јавноста, но истовремено ќе ги информирам членовите на извршниот комитет дека во полн ек се преговорите со Турската демократска партија да биде дел од владината коалиција, односно да бидам уште
подиректен да биде дел од коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН како најголем партнер во рамките на владината коалиција. Турската демократска партија која во моментов има 3 пратеници? Не, еден пратеник еден има пратеник. во рамките Не зборуваме на... за коалиционите партнери на Европскиот фронт. За нив зборуваме, тие имаат еден пратеник. Тие имаат еден пратеник, бидејќи повеќе турски партии има внатре. Да, таму имаше уште еден пратеник кој што е дел од турската заедница во Македонија, но тој не е дел од Турската демократска партија. Значи, зголемување на владиното мнозинство со дел од коалицијата на ДУИ? Да. И очекувам овие разговори да завршат успешно. Разговараме за подолг период, разговараме за период во овој момент кој што би завршил со завршувањето на локалните избори во 2029 година. Така што принципиелно на овој начин би се формирал новиот владен кабинет. Во прва фаза би имале некаде околу 8 смени. До зависност од тоа како ќе се завршат преговорите со ДДП, така ќе имаме и дополнително уште еден член во рамките на владената коалиција, а подпредседателот за добро владење нема да има веќе како ресор во рамките на владата, туку тоа портфолио директно ќе биде под ингеренциите на председателот на владата. Добро. Ајде малку за персоналниот состав, барем на овие министри кои што веќе претпоставувам дека вие ги знаете, кои што ќе седнат во делот новите министерски столчиња. Здравство го добива ВМРО-ДПМН после подолго време. Ресорот се враќа во ингеренции на вашата матична партија. Кој ќе биде нов министер за здравство или предлог за министер на здравство? Видете, јас би било нечесно да кажам дека сега не ги знам имињата, ги знам имињата, се разбира, но ќе ми дозволите да бидам коректен до крај и одговорен да имињата ги представам пред членовите на извршниот комитет. Ќе негирате ли ако прашувам дека тоа ќе биде досегашниот директор на Фондот за здравство Сашо Клековски? Не би сакал сега да давам нити одговор со да, нити со не, бидејќи навистина, верувајте ми, би се чувствувал непријатно доколку зборувам за персонални решенија, а пред да биде одржана седницата на извршниот комитет, така што ве молам за разбирање. Добро, тогаш малку да насочиме, дали таму ќе седне човек кој што досега беше добро запознаен со дел од здравствените политики во земјата? Па ајде, ако го гледаме поширокиот контекст, би се согласил со вашата констатација. Добро, не негиравте дека ќе биде Клековски. Дали во Министерството за социјала седнува досегашниот заменик министер? Или човек што ги познава работите и долго време е во структурите? Човек кој што ги познава работите во социјалата, има големо искуство во водење политики во социјалата и ценам дека ќе биде додадена вредност во рамките на тој кабинет. Ве прашав дека за тоа дали станува збор за нова распределба на позициите во владината коалиција. Приметно е дека го нема повеќе Игор Филков во владата, тоа е министерот за правда. А, например, остануваат речиси сите или повеќето, па дури би рекол сите министри кои што беа во економската сфера. Дали ова значи дека сте задоволни од економските перформанси и резултатите на владата, а не задоволни од тоа како напредува работите во правдата и борбата со корупцијата и криминалот? Што се однесува до резултатите во економијата, јас можам да кажам дека апсолутно сум задоволен, имајќи предвид каде бевме. Имајќи предвид каква состојба наследивме, со какви предизвици се соочувавме изминативе 2 години и какви резултати генериравме. Имајќи го сето тоа во предвид, тогаш можам да кажам дека навистина се случи подвиг. Некои политичари, претежно тука мислам на луѓето од опозицијата, се обидуваат да играат на ниски страсти, па се обидуваат да коментираат за стандардот на граѓаните и слично, нешто кое што е со години, да не речам со децении, уништувано, па поставуваат некакви реторички прашања на јавната сцена, а при тоа и самите ги знаат одговорите, па некогаш несериозно ќе речат од бројките и од статистиката не се живее, туку од колку вашите паричници се
потешки, за кое што можам да се сложам, но би можел да се сложам дека тоа е вистина само во услови кога ние би наследиле полна државна каса, без никакви проблеми, односно државна каса која што изобилува со ресурси и државна каса која што во суштина на нас ќе ни беше главен драйвер за да ги водиме економските политики. Но реалноста во тоа време беше сосема да поинаква. беше касата полна, немаше ни да падне од власт претходната влада, меѓу другото. Предпоставувам. Сакам да кажам, до кога ќе биде алиби за оваа влада наследените проблеми од минатото? Бидејќи веќе 2 години и самите реконструирана власт и повеќе од половина од мандатот. Да, јас ова не го користам за да барам алиби, немам потреба да барам алиби, така затоа се чувствува во дел од јавноста. Може би во дел од јавноста така се чувствува, но во поголемиот дел од јавноста се гледаат резултатите и се мерат резултатите, затоа што за мене не е издржана тезата дека во ред не треба да се споредувате со нив, тие беа лоши и затоа веќе не се влада, се променети. Јас се сложувам, не беа лоши, лоши е комплимент, тие беа катастрофални. Но ние мораме со некого да се споредуваме. Знаете, Младен, вие не можете да водите политика без индикатори. Тие индикатори морате да ги споредувате со нешто. А логично е да ги споредувате со претходната влада. Така што секогаш кога ја правиме таа споредба, тогаш мораме да ги гледаме и резултатите од таа споредба. Резултатите од таа споредба се најмалку 3:1 во било која сфера. Така што јас апсолутно се вратам на почетокот на вашето прашање, имајќи предвид каде бевме и каде сме и каде мислиме да стигнеме, сум задоволен, а се останато во рамките на реструктурирањето на владините портфолија, можам да кажам дека станува збор за дефинирање на различни приоритети и нормално во одредени области потребно е да има нова енергија за да бидеме уште поуспешни. Велите дека народот е жеден за правда. Дали со ваква јавна политичка реторика не ја туркате извршната власт премногу блиску до правосудната? Не. Ќе ви кажам зошто. Во минатото ние имавме многу примери во кои што, да речеме, премиерот беше главен во телото кое што требаше да прави реформи во правосудниот систем. Денеска тоа не е така. Ние тие реформи и закони кои што ги правиме во координација со представници од меѓународната заедница и со експертската јавност. Нити во еден момент председателот на владата не се поставил да биде супериорен на тело или на некаков комитет кој што ќе прави реформи во правосудниот систем. Тоа е многу важна работа. Второ, ние изминативе години имавме многу случаи кои што учесници во правосудниот систем, суди и обвинители, сведочеа за најдиректно мешање од страна на претходните влади. Ајде да дадам поширок контекст, за да не бидам обвинен дека само ја обвинувам претходната власт, односно влада, како директно и брутално се мешаат и нарачуваат судски пресуди. Впрочем, јас можам да посведочам за еден таков обид и врз мојата политичка партија, која што до ден денеска и се суди од страна на судија кој што во јавноста е познат како судија во чиј што дом беше штабот на денеска опозицијската СДСМ, а тогаш владеачката СДСМ. И тоа ако не е мешање во работата, тогаш не знам зашто станува збор. Така што тоа кое што јас го зборувам, се обидувам да бидам еден од многуте вокс попули. Тоа е очекувањето на народот, а јас се обидувам да преку своите пораки и гласноста која што ја давам како председател на владата, ги инспирирам тие кои што треба да бидат носители на правдата и обвинителите и судиите да го забрзаат процесот на испорака на правда, затоа што чувството кај граѓаните дека... Каде завршува таа инспирација, а каде почнува притисокот кога јавно ќе зборувате за ваков тип на пораки до обвинителот, до судиите, па и дури директно ќе се јавите за да зборувате на телефон со обвинителот за одредени случаи? Јас на судии не сум се јавувал, ниту па имам намера да се јавувам. Тоа е веќе независна судска власт.
Но кај обвинителот имаме различни мислења, бидејќи може да се сложите, може не, може обвинителите да се сложат или не, но оваа влада, односно владата е таа која што предлага државен јавен обвинител, а мнозинството во парламентот го избира. И логично е да прашаме докаде е еден процес, како се движи, како се развива, бидејќи работата на обвинителството е паралелно со органите на истрагата. Органите на истрагата може да бидат различни институции, не знам, Министерството за внатрешни работи, финансиската полиција и така натаму. И така натаму. Така што јас тука не гледам навистина никаква грешка со тоа што сум разговарал со државниот јавен обвинител и ќе продолжам да разговарам и во иднина и на состаноци официјални, и оние кои што можеби не се јавни состаноци, и логично е да барам отчетност за одредени процеси кои што во јавноста имаат политички сензитивен призвук. Затоа што ако граѓаните имаат чувство дека немаме правда, дека имаме неправда, тогаш логично е дека ние треба заеднички да работиме да го промениме тоа чувство и таа перцепција. Дали кога ќе кажете или кога велите судско-обвинителска мафија владее во системот, а потоа барате граѓаните да имаат доверба во системот, па и во тој систем, и во вашиот систем за кој што вие ги создавате условите за функционирање. Дали со таква реторика правите база за недоверба во вкупното функционирање на државата? Можеби, не велам не, можеби и така да се гледа тоа, но јас оставив доволно време да бидам демантиран. На сметка на тоа, ние видовме многу случаи кои што имаа поинаква разврска од тоа што очекуваше јавноста. Например? А јавноста, па не би споменувал сега примери, и јавноста, и вие, и јас можеме да наброиме неколку. Можам тука да кажам дека јавноста беше издадена, а чувството кај јавноста кое што се темели на искуството од минатото е дека високи политички функционери на државно ниво ги имаат замешано прстите и практично тие се тие кои што играат клучна улога во носењето на такви одлуки од страна на поедини судии и обвинители. Да се разбереме, станува збор за малкумина, не станува збор за мнозинство кои што носат одлуки кои што кај јавноста предизвикуваат чувство на револт. И тогаш јавноста прстот го вперува кон мене како прв носител на јавна функција во државата, поучени од искуството од минатото. И ако јас сум обвинет од страна на јавноста дека наводно сум правил било какви сделки под маса или сум влијал врз судско-обвинителскиот систем, тогаш јас имам право да го аргументирам својот став и имам право да бидам офанзивен, понекогаш можеби и повеќе офанзивен од тоа што е потребно. Дали имате право да кажете дека имате чувство дека поранешни функционери наскоро ќе се соочат со правдата? Дали е тоа притисок или порака до обвинителството? Имам право тоа да го кажам. Зошто? Затоа што можеби имам прво повеќе информации од вообичаено. Второ, јас секој ден од страна на опозицијата сум обвинет дека сум шеф на мафија, организирана криминална група, дека местам тендери, дека се богатам и на тој начин ја финансирам организираната криминална група. Без ниту еден доказ. Без ниту еден доказ. Тоа што мене ме прави различен во тоа што го зборувам, споредено со тоа што го зборува најчесто опозицијата, е тоа што јас зборувам на основа на докази. И тоа се трудевме и во опозиција да го говориме. Често пати сум бил предмет на клевета и без докази напади. Секогаш сум ги добивал тие судски процеси. Сега сум толерантен, бидејќи ме советуваат со работниците дека како јавна личност мојот праг на толеранција треба да биде поголем. Па дури и тогаш кога и семејството ми се навредува, честа на моите соработници, и така е, тоа така што треба да биде. И јас не покренувам никаков судски процес, иако ако ги гледате соопштенијата од страна на опозицијата во изминативе денови, ќе видите дека има најмалку 10 основи за тужби, за клевета. Зашто не помислите некогаш ако има соопштение кое што има индиции за сторени
неправилности, кривични дела и така натаму, вашите органи, односно органите на правосудството, дека можат тоа да го испитаат. Видете, Зашто не го сваќате тоа понекогаш како помош во вашата политичка аура и битка за продолжување на битката со криминалот за кој што зборувате, туку секогаш чувството ви се базира кон луѓе што се од опозицијата? да, јас се сложувам со вас. Кога јас би видел на отворена сцена доказ или некаква индиција дека тоа е така, и тогаш мојот совет кон тие кои што тоа го прават на отворена сцена е да ги упатам во обвинителството, бидејќи или во Министерството за внатрешни работи тоа да го пријават. Но ако за мене некој вели дека сум шеф на организирана криминална група или мафија, не гледам тука индици, тука гледам неосновани обвинувања и клевети. Но во ред. Не е по условно речено помалку остар речникот ниту на дел од вашите сопартици кон поранешните, например, премиери. Па видете, Во јавноста не може да се забележи дека има некоја голема разлика во начинот на ословување и сега кога едни со други си се нарекуваат криминалци или водачи на има организирана разлика. група. Ќе ви кажам што е разликата. Ајде. Разликата е во тоа што во јавноста има изградено мислење врз основа на докази за некои од тие за кои што вие конкретно денеска зборувате. А тоа кое што опозицијата го зборува за мене е чисто политиканство кое што се темели на намера за да испровоцира од мене реакција, чувство на гнев и во една таква состојба да направам потек кој што можеби јавноста не го очекува. Но како што кажав, јас сум човек со голем праг на толеранција и на тие клеветнички обиди за да се наруши честа моја и на моето семејство само можам да се насмеам и да ги охрабрам оние млади момци и девојки кои што ме обвинуваат за шеф на организирана криминална група и на мафија, сите докази кои што ги поседуваат да ги достават до институциите за да можат институциите да постапуваат. Ако рековте дека има докази, а после 2 години од функционирањето на новата влада, практично целосната смена во извршната власт, а со тоа понатаму последователно во дел и од другите власти, немаме случаи кои што ова го потврдуваат, како што вие велите. А од каде знаете вие? Има па од тоа што го гледаме до сега. Или имаме... Ама видете сега, малку имаме двојни стандарди. Велите до сега тоа што го гледаме, а од друга страна ми велите зарем вие така треба да се обраќате, мислејќи дека однапред преодицирам некакви процеси и случаи. Ајде да почекаме да завршат истрагите. Еве, јас не знам. Имате чувство? А имам чувства. Ајде да почекаме. А во мојот случај... Дали може да завршат со повторен политички договор или со толкување за политички договор, како што беше, например, враќањето на Артан Груби на граница? Јас не знам за каков политички договор зборуваме, но знам за еден политички договор од минатото кога се менуваше кривичниот законник, а минувањето на кривичниот законник беше со единствена цел да се обезбеди политичка амнестија за одредени поранешни функционери од поранешни влади и за дел од тогашните, сега веќе минати, функционери од сегашната влада, за да се остварат одредени политички амбиции кои што за нивна жал не се остварија, но со менувањето на кривичниот законник се нанесе сериозен удар на јустиција во Македонија и на тој начин само се зацврсти чувството кај граѓаните дека овде има неправда наместо да владее правот. Тоа беше политички договор кога под превезот на европското знаме, под превезот на така наречени европски реформи се менуваше кривичниот законник. И тоа е навистина погрешно. Да ја смените таа перцепција, еве да речеме со случајот кој што го споменав пред малку и со прибегнувањето на еден високо профилиран функционер, практично вице-премиер на поранешната влада и неговото враќање на граница
на начинот на кој што се врати. Да, јас ќе ви одговорам за тој случај, а што се однесува до... Дали со тоа успеавте да смените перцепцијата дека политичките договори во правосудството во Македонија и понатаму функционираат? Да, ќе ви дадам одговори на тоа прашање, но прво ќе ми дозволите да ви дадам одговор што правиме ние и како се обидуваме да ја промениме. Ние повторно го вративме фамозниот член 353 став 5, во кој што се дефинира злоупотреба на службена положба и овластување и така натаму, и одредени други членови во рамките на кривичниот законник, со кој што повеќе нема политичка амнестија и работиме на носење на новиот кривичен законник со експерти од страна на Европската Унија, изготвувањето на новиот КЗ и новиот ЗКП, Законот за кривична постапка, треба да завршат до крајот на оваа календарска година. И јас сум убеден дека ќе добиеме два перфектни европски закони. Жалам што тие закони нема да важат за оние кои што во минатото политички се амнестираа со смена на кривичниот законник, туку ќе важат од сега па натаму. Но ние сме подготвени да живееме со тој ризик, за да пред граѓаните манифестираме дека од нас треба да почнат тие реформи и дека ние еве самите носиме закон кој што ќе важи за нас. И однапред сме свесни дека оние кои што криминалци во политиката се амнестираа со измените во кривичниот законник, овие нови закони нема да важат. Околу предметот со поранешниот вице-премиер Артан Груби, јас сум кажал многу пати во минатото, многу сум зборувал поврзано со неговото досие, а предпоставувам одговорот на оваа дилема и на ова прашање најјасно може да ви го дадат од обвинителството и од судовите, бидејќи владата не е таа која што одобрува или не одобрува различни видови на обезбедување на лица за кои што постои основано сомневање дека направиле криминал. Но она кое што за мене политички е важно, дека ова лице за кое што постои основано сомневање дека сторил криминал, не е веќе во бегство, туку е обезбеден и се наоѓа во државата. Не, ова ве прашав за тоа што и како опозиционери долго после тоа вие без разлика што обвинителството само си ја води нормално истрагата и судството само ќе си постапува, вие постојано и секојдневно повторувавте за тој така наречен криминал кој што се случува во таа компанија под водство на тогашниот директор и вице-премиерот. И сега наеднаш се дистанцирате и велите не, јас за тоа ништо не знам. Ве прашувам колку тоа ви помага на вас во случајот во кој ви помага за да го изместите од сегашната мртва точка перцепцијата дека постојат политички договори во судско-обвинителскиот систем и партиите. Па мислам дека ви дадов одговор на тоа прашање што е тоа што ние правиме, а што се однесува до случајот, јас апсолутно стојам до своите ставови и на крајот на денот оваа влада го обезбеди ова лице. За жал не можеме се уште едно друго лице кое што е дел од поранешното раководство на таа компанија да го обезбедиме, се уште во бегство. Но таму има неколку процеси за кои што трае истрагата, не е само еден процес, таму има неколку процеси, опфатени се повеќе лица и во интерес на истрагата јас не би кажувал повеќе детали. Мислам дека многу скоро јавноста ќе биде запознаена со исходот од овие истраги. Премиере и почитувани гледачи, одиме на куца пауза за реклами. Со премиерот Мицкоски во интервју за Директно разговараме за правосудството, реконструкцијата, европските интеграции, економијата. Премиере, ќе споменам сега реформската агенда и она што произлегува од неа преку еден случај што сега е моментално во тек, тоа е изборниот законник. Рековте, тоа е дел од реформите и тоа е дел од реформите, треба да биде, но изгледа се отвори уште едно политичко бојно поле. Зошто не успевате како влада да создадете консензус за ова прашање? Не дека ние како влада не успеавме да создадеме, ние напротив, направивме се што можеме како влада за да создадеме консензус. И тој консензус во текот на викендот беше постигнат. И тука немаме никаква дилема. Но на кое што е поважно, сите препораки од ОПСИ и ОДИХР беа вклучени во рамките на реформата која што ја правевме со изборниот законник.
она кое што ја прели чашата беше обидот на политичката партија Левица да калкулира по милионити пат на македонската политичка сцена. А потоа, како по правило, СДСМ го следеше нивниот пример и се обидоа преку филибастеринг, односно преку обструкција на досењето на изборниот законник, да истиот го блокираат. Се беше договорено, се беше потврдено, сите практично барања нивни беа вклучени во рамките на самиот изборен законник. Посебно кога станува збор за политичката партија Левица. Дента кога требаше да се потпише предлогот и да се достави до пратениците, ставот на таа политичка партија беше дека тие нема да се потпишат. Дека нема да го бойкотираат, нека си го донесат другите политички партии, но тие нема да се потпишат. И тогаш се јави нормално дилемата чекајте. Неколку месеци преговараме. Има записници. Има автентични документи од овие преговори. Ваши предлози кои што се прифатени, други предлози кои што се прифатени, внесени во текстот, завршени. Добро, што прифатив тебе од Левица? Па сето тоа за кое што тие на јавна сцена не ја говорат вистината околу финансирањето на кампањата за време на изборите беше прифатено како што бараа. Секако што бараа беше прифатено. Ништо не беше спротивното, но на крај не може да се однесуваме дека не сме од овде и пред јавноста да глумиме дека ова си го договориле другите партии, ние сме посебни, нема да го бойкотираме, ама ќе седиме на страна. Тоа е политички некоректно, не е морално, не е етички, на крајот од денот не е цивилизирано. Второ, уште на лидерската средба, кога седевме, представниците на Левица го потврдија тоа, дека ќе учествуваат во изготвувањето на новите измени во изборниот законник, дека измените и новата верзија на изборниот законник треба да се донесат до крајот на јуни месец и дека ние сите ќе се сложиме и дека ќе се обврземе дека тоа ќе го направиме. Што беше нивно барање? Ние го прифативме, рековме во ред, ќе работиме и ќе донесеме изборен законник кој што ќе ги вклучи преди се препораките на ОПСИ и ОДИХР, но и да видиме ако имаат одредени специфични барања политичките партии во парламентот, но и оние надвор од парламентот, да видиме како можеме сето тоа да го инкорпорираме. Сама сега ви вели, вие подготвувате изборен грабеж со ваков изборен законник. Прво, во ред, ќе дојдеме сега и до коментар на тоа што го вели СДСМ. СДСМ три работи вели. Првата работа е начинот на гласање. Да не се заокружувала бројката, да се заокружувало името. Во ред, нека поднесат амандман, одма ќе им го прифатиме. Ако тоа е проблем. Прво, тоа не е наше барање. Така што ние не подготвуваме изборен грабеж, има таму записници од состаноците, можат да прочитаат од записниците чиво барање. Во делот на жалбата, постизборна, од страна на наблюдувачите и овластените представници на политичките партии, еве нека поднесат амандман, утре ќе им го прифатиме и тоа не е наше барање. Има и за тоа записници, слободно нека ги отворат записниците да видат чиво е тоа барање. Наше единствено барање е да може да се овозможи од следните председателски избори по електронски пат да гласа диаспората, не од следните парламентарни, од следните председателски избори. Затоа што изборот на председател е поврзан со цензус, прво. Второ, многу не чини кога праќаме од Македонија во ДКП-ата низ светот представници кои што треба да бидат некаква изборна комисија. И нашата цел беше да ги намалиме тие трошоци, да овозможиме на диаспората електронски да гласа во ера на вештачка интелигенција, во ера кога впрочем имаме десетици такви примери во демократските земји широм светот. Цениме дека диаспората, која што контрибуира со дознаки во државата, од тогаш па натаму... Само за председателски избори? Не. Од тогаш да почне и да се имплементира понатаму, нормално. Еден човек, еден глас? Еден човек, еден глас, регистриран на избирачкиот список, кој што има во свое поседување македонски патни исправи. Тоа е тоа. Нема тука нешто кое што ние го бараме различно од ова. Сега тоа они го проблематизира. За нас тоа е црвена линија. За нас тоа е црвена линија, бидејќи тоа го прифатија. Лично беше потврдено од нивни представници за време на седмицата за собраниски прашања пред мене, нема да именувам од кој како, и очекувам дека ќе останат принципиелни и ќе го поддржат изборниот законник, а за другите барања кои што две ги имаат, јас утре
денеска, заутре, кога ќе кажат, еве, како политичар кажувам, ние ќе ги поддржиме. Во ред, ако тие мислат дека така треба, во ред ние ќе ги поддржиме. А исто така нема да го толерираме и непринципиелното однесување на левица. Знаете, ова веќе станува пракса. На времето соработувале со Зоран Заев Што значи тоа нема да го толерираме? Па нема да го толерираме. На времето соработувале со политичката платформа и политичкото бојно поле е отворено за сите. Не во друга смисла, не ме разбравте во кој контекст тоа го кажувам. Тоа што го работите позади завеса, прашање на време кога ќе излезе пред завеса. Од една страна, кохабитирате со Зоран Заев, тој впрочем тоа го кажа на собраниската говорница, за да ви обезбеди ресурси да работите против ВМРО ДПМН, а од друга страна глумите некаква си опозиција на владата на Зоран Заев. Исто и сега. Учествувате во преговори, се договарате, се сложувате и кога тој документ треба да го подпишете заедно со сите кои што учествувале во тие преговори, вие велите, не, ние не го подпишуваме, ние пред нашите ке се правиме, демек сме многу јаки, силни и ете, ние сме тие принципиелните, нема да го подпишеме тоа, а позади завеса ке договараме, вие гласајте си го, еве, ние нема да правиме филибастеринг, но откако видоа дека не може така да се однесуваме неодговорно, тогаш почнавме да пишуваме статуси, пресконференции, лажно да клеветиме и да подпишуваме амандмани во рамките на собранието. Во ред, не мора да го донесеме. Ако они мислат дека треба да пропадне оваа реформа, во ред, нека пропадне. Од 10 кои што треба да ги испорачаме, кои што се во грејс период, 9 ги испорачаме. Еве минус оваа, изборниот законник, ќе одиме по стариот изборен законник. Ако тие мислат дека тој е подобар за нив и подобар за државата, во ред. Еве, ние ќе одиме. Но мора да се научиме на политичка култура. Ако се договарате нешто и ако сте постигнале договор, тогаш мора тоа и да го браните. Не можете вие да се правите дека не сте учествувале, а сте учествувале и од друга страна да ги измамите вашите, условно кажано, поддржувачи. Демек, ние не сме со овие, ние сме посебни и нема ова што да го подпишуваме. Не, има записници. Има записници и во тие записници точно стои што е од нивна страна побарано, што е тоа кое што е прифатено и што е тоа што тие прифатиле. Така што мораме да бидеме зрели и одговорни. Младен, станува збор за еднината на државата, не станува збор за мојата лична политичка кариера или нечија друга политичка лична кариера. Вие неколку пати повторивте дека по реформската агенда или по дел од реформските приоритети Македонија е меѓу подобрите земји во регионот. По кој точен критериум, ако дел од клучните реформи, меѓу кои и овој гледаме дека се лизга практично од вашите раце, остануваат незавршени? Па еве, ние според декемврискиот извештај од страна на Европската комисија сме држава која што доби најмногу средства, а средствата знаете дека се добиваат врз основа на испорачаните реформи. 65,7 милиони евра. Да, од тие мислам дека 30 се буџетска поддршка, другите се меки кредити и грантови за инфраструктурни проекти. Сега овој јунски извештај, сите оние чекори кои што се дел од грејс периодот, рековме 10 ни преостанат, 9 сме сигурни дека ќе бидат прифатени, со исклучок на изборниот законник. И енергетиката? Не, постигнавме договор со енергетиката, денеска помина на влада, така што и тој чекор ќе биде усвоен. Само накусо за тоа велевте, не го правиме свесно, затоа што ако тоа го направиме, цената на струјата отиде нагоре. Направивме креативно решение врз основа на моменталната состојба на пазарот и јас сум убеден дека не само што нема да оди нагоре, туку ќе биде и поевтина за граѓаните од може да не се 1. удри од глава утре кога цената на струјата ќе биде многу повисока на светскиот пазар, сега е пониска. Немојте да бидете спокојни, тоа нема да се случи. Тоа апсолутно нема да се случи. Не можеме да бидеме спокојни бидејќи знаеме како знаат да варираат цените на енергенсите на светските пазари. Вие најдобро тоа го знаете. Јас најдобро тоа можеби го знам, но исто така го знам фактот дека изминативе 2 години цената за електрична енергија кај граѓаните не се зголеми, што не е случај во државите во регионот и некои минати влади кај нас во земјава, и исто така го знам фактот дека во условите на најголемата светска енергетска криза Македонија имаше најевтини цени за дизел горивата и безоловните горива, тоест да бидам попрецизен, се уште има
најевтини цени, и тоа убедливо најевтини цени. Да се вратиме на агендата, да. Знам точно што зборувам, посебно кога станува збор за енергетиката. Да се вратиме на реформската агенда. Очекувам 9 од овие 10 да бидат реализирани. Тоа е едно. И второ, она кое што исто така очекувам да биде прифатено и реализирано е најголем дел од чекорите кои што се во нормален правец, односно кои што не се во грејс период, туку се со крајен рок на реализација јуни 2026, а тие што нема да бидат реализирани ќе влезат во дополнителен грејс период од една година. Кога сето ова ќе се сублимира, не би бил изненаден ако добиеме и околу 100 милиони евра, можеби и повеќе со јунскиот извештаен период од страна на Европската комисија. До сега сме, како држава, имаме земено или ни се прераспределени 142 милиони евра. Така е, 142 до сега. Од вкупно 750 милиони евра, што не е за некоја пофалба, сега вака искрено да си кажеме. Не велам дека е за некоја пофалба, но... Бидејќи постојано повторувавте дека сме најдобри, одлични бројки имаме, а ние имаме употребено, 500 остануваат милиони слободни. Да, кои што може да не бидат земени доколку не бидат исполнети дел од овие за кои што вие велите сега ќе бидат исполнети. Точно, апсолутно може да не бидат одземени, но исто така треба да кажеме дека реформската агенда завршува 2028 година декември, со се тој грејс период од реформите од 27 декември, и реформската агенда со овој извештаен период во јуни и оној во декември кој што следи, ние од прилика би дошле на половина од реформската агенда со половина искористени средства, што е многу повеќе, да речеме, од три други земји од Западен Балкан, Србија, БиХ и Косово, и е рамо до рамо, а можеби и понапред од двата кандидати кои што преговараат, а тоа се Црна Гора и Албанија. Ајде да речеме дека и све ќе биде исполнето и целата реформска агенда и сите пари да влезат во оптек дел преку буџетот, дел преку грантови, дел преку кредити. Македонија се уште виси над Македонија еден темен облак на она што се вели блокирани евроинтеграции. Вие рековте дека сте подготвени да чекате и децении. Јас ќе ве прашам, има ли Македонија толку луѓе за да може да чека со децении за влез во ЕУ, или ќе ни се наредат поголем дел од нив на листата за земање бугарски пасоши, а дел ќе се заминат можеби и со македонски во Европа? Да, вие сега од тоа што јас го кажав, цитирате еден дел. За да бидеме конкретни, треба да го дадеме целиот контекст. А целиот контекст е следен. Што кажав јас? Јас кажав дека изминативе повеќе од 20 години, откако се стекнавме со статусот кандидат, ние направивме толку многу, како ниту една земја која што станала членка на Европската Унија или која што пледира да биде дел од Европската Унија, во делот на идентитетските реформи. За суштинските реформи не ќе да дискутирам, бидејќи мислам дека сме многу понапред од одредени и членки на самата Европска Унија, но кога станува збор за идентитетските реформи, направивме толку многу што за нас би представувало дополнителна фрустрација и понижување, не за нас лично, за мене како христијан или влада, туку генерално граѓани на државата, доколку не добиеме јасен план дека ова е последно и дека од тој момент па натаму merit-based ќе биде, односно принципот на испорака, и дека нема повеќе да има идентитетски билатерални барања и дека нема да има дополнителни, би рекол, препреки на тој пат, односно ке се водиме само по копенхагенските критериуми, ние сме подготвени да работиме и да работиме онолку колку што е потребно, за да не допринесеме со дополнителна фрустрација кај македонските граѓани. Тоа е мојот контекст и јас стојам позади тој контекст, бидејќи уставните измени без гаранција дека го завршуваме овој пат на преговори се ништо. Која е гаранцијата? Како би добиле на таква гаранција? Мислам, ние работиме. Многу е нејасно, барем ако можете да ни откриете, за да можеме да ви веруваме, бидејќи вака излегува како флоскула, кажувате, чекаме гаранција за да утре го отвориме европскиот пат. Бидете младен, јас
не ве убедувам вас да ми верувате, но граѓаните кои што ме избрале... Би требало граѓаните да ги убедите, не мене. Токму, не бидејќи вие рековте верувам, дали ќе ми верувате, мене ми е важно граѓаните да веруваат. Јас сум граѓанин. До оној, сега, оние 438.000 кои што ме гласале, но и оние кои што не ме гласале... Вие сте премиер на сите граѓани, премиер. Јас сега не ми дозволувате, бидете потрпелив. Не може за 400.000 да зборуваме само, а да не зборуваме за 1,5 милиони луѓе или 1,800.000. Да, ако ми оставите да се докажам, бидејќи го кажавте вашето мислење. Јас не барам вие лично да ми верувате, ако мислите дека треба да се направи тој потек, јас не се согласувам со вас и нема да го направам тој потек. Јас сум добил мнозинска поддршка на избори со програма која што ја реализирам таа програма и се додека ја имам поддршката од мнозинството граѓани, јас ќе работам врз основа на таа програма. Оној момент кога ќе изгубам таа поддршка од граѓаните, тогаш ќе се заминам од политичката сцена и од опозицијата, мислам ќе се заминам во опозиција. А се додека јас ја обавувам оваа позиција како претседател на влада, на сите граѓани, ќе се трудам да ги штитам безкомпромисно македонските национални интереси, бидејќи ценам дека овие граѓани, сите граѓани, од сите етнички заедници и од сите политички определени и неопределени во државата, доволно направија во име на евроинтегративните процеси, во име на идентитетските отстапки и заслужуваат многу повеќе дури од некои земји членки да бидат дел од масата во Брисел. И заслужуваат подобар и пофер третман од дури некои од земјите членки кои што се на масата во Брисел. И тоа е она кое што јас како заклетва сум го кажал пред граѓаните во рамките на мојата заклетва дека ќе го штитам и бранам уставот. И јас го штитам и бранам уставот и со ништо нема да, со ниту еден потек нема да придонесам да тој устав повторно биде понижен, омаловажен, а без при тоа да обезбедам јасна, сигурна и предвидлива иднина на граѓаните. Колку долго државата може да чека без цена во луѓе, во кадар, во време, во изгубени ресурси? Па видете, ако ги споредиме бројките, ќе видиме дека во овој момент економските перформанси во последните 2 години се многу подобри на Македонија отколку, да речеме, некои од земјите членки на Европската Унија. А дали имаме кадар или имаме ресурси, јас не би бил толку безнадежен. Јас верувам во македонскиот потенцијал, верувам во потенцијалот на македонските граѓани и еве ќе споделам со вас еден податок, да речеме, кој што вчера ме брифира од Министерството за внатрешни работи, за прв пат после долго време, во 2026 година до сега, имаме повеќе барања за поврат на македонското државенство, отколку барања за отпис од македонско државенство. Негде околу 672 барања се за поврат во македонско државенство, негде околу 318 се за отпис. И ова е прва година, после не знам колку време, кога тоа се случува. Дали е тоа случајно, дали е некој знак, дали нешто тоа значи, јас не би можел сега да кажам, но јас верувам во македонскиот народ, верувам во македонските граѓани, верувам во потенцијалот. Јас сум професор универзитетски, знам каков потенцијал сум образовал, знам со каков потенцијал располагаме и тоа кое што исто така го знам е дека можеме многу повеќе и покрај тоа што има и такви сили кои што не сакаат оваа држава да успее и шират дефетизам. Ако постепената интеграција е на маса, дали ќе ја прифатите? Постепената интеграција, ако мислите на non-paper, кој што е заеднички предлог на претседателот Макрон и канцеларот Мерц, во овој момент за нас како влада е апсолутно како алатка прифатлива, но никако не смее да биде замена за полноправно членство во Европската Унија и впрочем тоа мене јасно и гласно ми беше кажано за време на средбите во Тивот од двајцата соговорници. Неодговорно и незрело е кога имате документ кој што веќе е изработен од можеби двете најсилни земји членки на Европската Унија на маса, вие да речете ние тоа не го прифаќаме или ние сме против ова. Но исто така го задржуваме правото да дадеме наш инпут и наша сугестија, што впрочем и го направивме. Јас лично на средбата со канцеларот Мерц дадов свој инпут и своја сугестија во одредени делови од тој non-paper кој што беше публикуван во јавноста
доколку тоа е документот кој што тие го имаат изработено, предложено и документ на основа на кој ќе се гради едната платформа за оваа постепена или градуална интеграција, така што ценам дека секогаш кога имате аргументи или кога сте конструктивни, тогаш наидувате на правилен соговорник од другата страна. Политичкиот услов ќе остане ист и во таква постепена интеграција. Тоа веројатно Јас немам дилема дека политичкиот услов останува ист. Јас немам дилема дека, ниту пак некогаш сум имал дилема дека може некој тој политички услов да го избрише и да каже дека еве тоа не постои. Јас жалам што тој политички услов ќе не потсетува секогаш на капитулантската политика на најкриминалната влада во историјата на Македонија, на СДСМ и на ДУИ. Тоа е што е, како и илјадници други проблеми кои што ги решаваме, ќе го решаваме и овој проблем на начин на кој што најдобро знаеме, без да го нарушиме достоинството и гордоста на граѓаните во државата. Може ли да испорачате некаква дипломатска победа на овој пат до Брисел? Очекувате ли такво нешто да се случи, бидејќи во периодов гледаме само порази на тој пат? Па не би рекол, не знам за кои порази. На страна реформската агенда. А не знам кои се тие порази кои што ги гледаме на тој пат. Ако може неколку да ми кажете. Не, зборуваме за блокираната европска агенда и неможноста да се оствари она што вие велите дека ќе ги убедиме 26 земји да смениме преговарачката рамка, меѓутоа такво нешто не гледаме дека е можно да се случи. Вие рековте гледаме порази на тој пат. Ако мислите на поразот на претходната влада, за жал, да, тоа е оној момент кој што сите нас не мачи, прифаќањето без да се обезбеди консензус во рамките на парламентот. Вие минатиот, мислам во текот на разговорот, спомнавте една многу интересна работа, кога рековте зошто не успеавте да обезбедите консензус за изборниот законник. Точно така. А замислете, никој не вели зошто не успеа претходната влада да обезбеди консензус за многу поважно тоа прашање. веќе е апсолвирано прашање и неколку пати го имаме разговарано со ваши представници на партијата. Сега гледате, ние сите алатки ги користиме. Се што стои на наше располагање ние го користиме за да обезбедиме консензус. Дури и по наша штета. Еве велиме све ви прифаќаме. Априори. Ова е нашата црвена линија, но ова све останато што барате ви прифаќам. Во претходните владени состави кога се правеше оваа историска епохална грешка, ние 100 пати зборувавме. И јавно, и јас лично, и луѓе кои што апсолутно нешто значат во политичкиот живот, но и во правото, но и во меѓународните односи. За жал, претходната влада одлучи и неетливо да ја го води овој процес, мислејќи дека, бидејќи не успеа дома да испорача, беше обремената со скандали поврзани со многу криминал и корупција, дека ако потпишат бел лист хартија, готово тие ќе продолжат на следните избори да ја добијат милоста од тој кој што не гласа и дека тие ќе бидат повторно влада. Тоа не се случи. Тие се сега длабока опозиција. Добро, сега... И според политиките кои што ги водат им престои распад. Како ќе надминете таа грешка што може би тоа Ние имаме проактивна меѓународна политика. Не би се сложил со вас дека ние апсолутно водиме политика која што не е проактивна и дека редиме порази. Напротив, мислам дека имаме мали, но значајни победи на меѓународната сцена. Да речеме во Советот на Европа, укината е постмониторинг мисијата за државата. Прва земја бевме која што комплетно ја усогласи надворешната и одбранбена политика. Испорачуваме од реформската агенда, добиваме најмногу пари. Тоа е на отворена сцена, е признаено од страна на нашите меѓународни партнери. 150 од 700 милиони. Мислам дека дадов контекст што следи во периодот кој што следи. За тој период толку, нити пак другите имаат добиено повеќе, имаат само помалку добиено. Но ние сме први од тие кои што учествуваме во групата, дали се 150, дали сега во јуни ќе бидат 250, ние сме први, тоа е најважно. Така што имаме многу такви, би рекол, условно победи на меѓународна сцена. Веќе дел од нашите меѓународни партнери зборуваат за гаранции. Сетете се само на изјавата на претседателот на Европскиот совет во Софија, кога вели дека заслужува земјата гаранции. Многумина на отворена сцена зборуваат за реформите кои што ги испорачуваме. Вчера посетата последна на литванскиот министар за надворешни работи, претходно на белгискиот, претходно на премиерот на Хрватска и така натаму. Сега да не ги редам сите овие
мали, но значајни победи. Така што чекор по чекор ние доаѓаме до зацртаната цел. Дали тој процес ќе биде спринт, нема да биде, ќе биде маратон, имајќи предвид штетата која што е направена од страна на претходната влада, но ќе се бориме, жилави сме и ќе се бориме. Премиере, ви благодарам за ова интервју во емисијата Директно на Телко. Ви благодарам на можноста. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со Телма, следуваат за Кусо вестите.